Во рамки на серијата интервјуа кои Мија ги прави со учесниците во председателската трка, гостин во студиото на Мија денеска е господинот Максим Димитриевски, председателски кандидат на движењето Знам за наша Македонија. Господине Димитриевски, добре дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Поздрав до вас и до вашите гледачи и читатели. Да почнеме најпрво со вашето политичко искуство. Два пати имате искуство како градоначалник, веќе вториот мандат ви тече, кусо бевте пратеник во собранието. Што беше пресудно да се решите да станете кандидат за шеф на државата? Мислам дека многу е лесно да седите од страна да ги наблюдувате овие лоши процеси низ кои што поминува Македонија и едноставно решив да излезам од комфортната зона и директно да се вклучам во борбата. Суштинските промени во државата не се случуваат сами од себе си, туку мора да ги поттикнете. Направивме сондажи и анализи и влеговме како нов политички субјект, заедно јас со сите тие мои истомисленици во оваа борба, да дојдеме до состојба Македонија да добие татко на нацијата. Првенствено човек кој што ќе обедини нацијата, ќе го обедини македонскиот народ, ќе ги обедини сите граѓани на Македонија, ќе им врати само довербата и ќе им каже на граѓаните дека не се сами, дека има човек кој што својот мандат го црпи од нивните гласови, под тежините како битна функција во државата, без разлика што сите политички елити ја маргинализираат, сепак председател на државата е татко на нацијата и тој може со своето делување да ја врати тежината на граѓаните, бидејќи во моментов ние живееме во едно општество кое што е креирано наменски да им служи на политичките елити кои што 30 години веќе го владеат. На што се темели вашата изборна програма, имајќи ги предвид надлежностите на председателот согласно уставот и законите? Председателот согласно уставот и законите има неколку надлежности, но тие воопшто не се за занемарување. Првенствено улогата е покрај тоа што ќе биде прв човек во државата да соработува директно со Министерството за надворешни работи и ја представува по уставот државата надвор, дополнително да гради нови мостови за пријателства, да ги зајакнува нашите стратешки партнерства, да гради добри односи со сите наши партнери во светот. Дополнително евроатлантскиот пат веќе е трасиран, ние сме во таа насока се движиме, имаме тука апсолутен консензус и како има големо влијание во делот на дипломатијата и Македонија има потреба од професионална дипломатија. Политизацијата на дипломатијата во моментов го урниса нашето Министерство за надворешни работи. Ние до вчера немавме дипломати во суштинските држави партнери на нашата држава и затоа сметам дека мора да се даде можност на реалните и професионални дипломати од кариера да дојдат во позиција да ја представуваат професионално Македонија надвор. Дополнително, министерот за надворешни работи мора интензивно да соработува со председателот. Делот во монетарната политика и како, бидејќи знаеме дека председателот е директно инволвиран и има надзор на тоа што го работи нашата Народна банка и правосудството, каде што доколку сакате да имате стабилна држава, првенствено мора да имате владење на право. Владење на право оди низ независната власт, а тоа е правосудството и обвинителството и тука има битна улога со избор, тоа е давање на предлози за судии во Уставниот суд и дополнително своји предлози за Републичкиот судски совет, кој што всушност е главниот орган кој што треба и да ја направи суштинската ревизија во правосудството со дополнителни тела советодавни во кои што ќе учествуваат луѓе од теорија и пракса од правосудството, бидејќи на Македонија не е потребен ветинг, туку е потребна една филтрација во правосудството за да дојдеме до едно професионално и независно правосудство, кое што во моментов е и како исполитизирано и за жал голем број од судските одлуки се со политички мотив. Врховен командант на државата, армијата мора секогаш да биде подготвена, дополнително да биде добро опремена, да се зголеми буџетот на армијата, ние сме членки на НАТО, тоа ни гарантира безбедност од надвор, но дополнително мора да ја обезбедиме и безбедноста од внатрешните закани и од сите други интереси кои што не ни мислат добро, а доаѓаат од надвор. Затоа ќе предложам
едно законско решение со кое што ќе се воведе секој граѓанин на Македонија, особено младите популации, машката популација да помине некој вид на предвојничка обука за да имаме оспособени воено млади луѓе. Државата се брани со народ и со дополнително опремување и со паметна меѓународна политика вон границите на државата и создавање на добри партнерски односи првично во регионот со сите наши соседи, а дополнително и со државите земји членки на НАТО и Европската унија. Ете, тоа се само дел од надлежностите, а инаку во рамките на програмата имам поголем број на решенија кои што откако ќе почне кампањата ќе ги промовирам и јавно на сите мои трибини и средби со граѓани, а граѓаните се тука да одлучат кому и на каков начин ќе му ја дадат подршка. Доколку бидете избран за шеф на државата, најавивте дека ќе се заложите за одредување црвени линии од кои нема отстапување. Што би значило тоа во контекст на надворешната политика и стратешкиот приоритет членството во ЕУ? Тоа би значило дека ние како македонци и како Македонија треба да влеземе во Европската унија со крената глава, а не со свитка на кичма. Тоа значи дека ние сакаме да бидеме членови на Европската унија поради вредностите на Европската унија, а тоа се заштита на интересите на малите во однос на големите. Не дозволиваме држави членки на Европската унија преку нашиот процес за евроинтеграција да ги решаваат нивните билатерални само наметнати проблеми до нас, бидејќи имаме адресирано такви проблеми и затоа е неопходна консолидација на македонскиот народ за да бидеме многу посериозно сватени во меѓународната заедница, бидејќи вака поделени по политички основ, дополнително оставаме простор дека сме многу послаби и не можеме да ги решаваме тие проблеми. Кога ќе покажеме еден вид на национално единство и консензус по сите тие прашања, дека македонецот е македонец во континуитет, а не како што некои тврдат од 45-та година, дека македонскиот јазик е посебен јазик, имаме наша историја која што ја граделе нашите предци, бидејќи оваа држава е резултат првенствено на македонскиот народ кој што живеел на овие простори, подпомогнат од сите останати етнички заедници или делови на народи кои што живеат на овие простори. Да чекаме на други, ние немаше да имаме независна држава. И токму тука е тој национален концепт, дополнително борба против криминалот и корупцијата, кој што интензивно е во пораст, сите зборуваат за него, никој не го решава. За да се сузбие истиот и кога ќе се сузбие истиот, дополнително ќе се охрабри нашиот народ да почне да верува во институциите на системот. Ние во континуитет само зборуваме за корупција, а вие де факто немате ниту еден човек сериозно да одговара, особено од редовите на албанскиот политички партнер во власта за корупција или такви кривични дела. До сега сето онаа што се случуваше во континуитет, гледаме само една реприза како едните доаѓаат, другите се заминуваат и после 4 или 8 години повторно се враќаат истите и владеат потполно исто, но секогаш многу полошо. Мора да се воведат нови стандарди во имплементацијата на власта, реализацијата на власта, враќање на довербата на граѓаните, а токму председателот на државата кој што доаѓа од нов политички субјект, кој што беше формиран пред неколку месеци и се уште не е исполитизиран до тоа ниво, може да ја врати таа независност на граѓаните во делот на представување на граѓаните. Затоа сметам дека јас сум вистинскиот граѓански кандидат за кого подпишаа околу 12.000 граѓани кандидатура, на кои што искрено од срце им се заблагодарувам, а јас ќе го дадам својот максимум за да ги убедам и останатите граѓани дека со мојот избор всушност ќе направат и вистинската одлука за државата која што може да го обедини македонскиот народ, а не да го дели по секој основ, првенствено по политички. Дали во сегашните политички околности и функцијата председател може да биде кохезивниот елемент во општеството? Вие се обидовте да ми одговорите, но како ќе го постигнете таа кохезивност? Првенствено, никогаш од позиција на председател на држава нема да подпишам закон со кој што не се согласуваат моите граѓани. Председателот го има токму тоа право на вето, за да го врати законот на повторно разгледување и на законодавниот дом, кој што е представнички орган на политичките партии, да им каже дека грешат во однос на граѓаните за да си ја преиспитаат својата одлука. Доколку бев председател, никогаш немаше да помине
фамозниот закон за измени на казнениот закон, со кој што дојде до само амнестија на актуелната политичка елита која што е на власт, на идната и дополнително на тие кои што претходно беа на власт, бидејќи сведоци сме и гледаме како голем број на кривични дела, особено од законот од членот 353 злоупотреба на службена должност и овластувања застаруваат во моментот поради фамозниот закон. За овој закон покрај власта СДСМ и ДУИ дополнително кворум обезбеди и опозицијата, што значи имаме ние договор. Во таа состојба граѓаните не се согласуваат со овој закон, беше потребно од страна на председателот да го врати. И јас тоа никогаш нема да го дозволам, да граѓаните не се согласуваат со одредена одлука, а да помине одредено законско решение. Доколку повторпат, значи, представничкиот дом, парламентот донесе таква одлука, нормално јас тоа ќе го почитувам, но граѓаните на крајот на денот ќе судат по однос на исправноста на сите тие одлуки. На тој начин и ќе се врати само довербата деломно кај граѓаните, бидејќи ќе гледаат дека некој од позиција председател ги штити нивните интереси директно со конкретни решенија. Така, доаѓате од мултиетничка средина. Во своите изјави во јавноста нагласувате дека се залагате за вистински соживот, а не за биетничко општество. Кој е моделот или патот како да се постигне тоа? Па патот како да се постигне мултиетничко општество е примерот што ние го градиме во Куманово, но за жал имаме огромна обструкција од политичките репрезенти на политичките партии. Во моментов, ако направиме една анализа што се случуваше во Македонија, се направија обиди да се трансформираат моноетничките во мултиетнички субјекти. За жал, во албанската етничка заедница немаме конкретен резултат. Може би малку мрда на тоа поле СДСМ, ВМРО се уште го застапува националниот концепт, но сепак ако сакате со некого да живеете, првенствено мора да се разбирате на јазикот кој што го говорите. Недозволиво е вие да одите во болница, да барате медицинска интервенција и лицето кое што работи таму да не ви го разбира официјалниот службен македонски јазик кој што го говорите. Да не зборувам за стручноста на кадрите, поради преголемата политизација на институциите во системот. Но дополнително како? Така што тоа ние го практикуваме во Куманово. Во мојот кабинет ги има знамењата на сите етнички заедници во Куманово, па дури и на бугарската заедница, иако не е признаена, бидејќи се наоѓа во графата во уставот други. И сите тие кои што живеат во Куманово се граѓани од прв ред и имаат еднакви права и можности. Општината работи и гради за сите подеднакво во сите делови на градот, без разлика која етничка заедница живее во кој дел на градот, но дополнително најголемиот проблем е што нам децата ни се поделени од прво оделение и не се разбираат веќе помеѓу себе на улица кога се среќаваат младите генерации, некогаш македонците и албанците говорат на англиски, што е погубно, а од друга страна ние зборуваме за мултиетничко општество. Во континуитет, албанските политички субјекти се обидуваат да наметнат теза за мултиетничка држава, а уствари создаваат еден феномен кој што се вика биетничко општество. Македонија не е општество на македонците и албанците и останатите, туку е општество на сите нејзини граѓани, вклучувајќи го македонскиот народ и сите етнички заедници, албанците, србите, турците, ромите, власите, бошњаците, те црногорците и сите оние кои што се во графата други, бидејќи се подеднакви граѓани. Сметам дека треба да се дадат еднакви права и еднакви можности на сите етнички заедници, а особено во делот на културната независност на сите тие етнички заедници. Затоа што, например, ние во општина Куманово, во Советот, покрај македонскиот и албанскиот јазик, со одлука на Советот ги говориме и другите, тоест ги употребуваат членовите на Советот, и другите јазици на етничките заедници, во овој случај и ромскиот и српскиот јазик, и со тоа се постигнува повисоко ниво на подеднаквост. Така, пред почетокот на кампањата за председателските избори, против вас беше покренато обвинение поради злоупотреба на службена положба и овластување. Може ли ова да влијае некако на вашата кампања? Да ви кажам искрено, јас сум уморен од вакви обвиненија и на претходните локални избори се соочува во тоа и во рамките на мојот прв мандат во континуитет, сето тоа се политички монтирани процеси, каде што одредени луѓе со одредени лични интереси, кои што се блиски со политичката елита која што е на власт или со поединци
политичари се обидуваат да извршат различни форми на притисок и при тоа исполитизираните институции, во овој случај и обвинителството, а и дел од судството, не можам да кажам глобално за сите луѓе таму, но сепак постојат такви луѓе таму кои што подклекнуваат на вакви политички влијанија и се составен дел од таквите монтирани процеси ги покренуваат овие обвиненија со цел да ми нанесат одредена штета во јавноста, а дополнително и да ме заплашат. Јас најодговорно тврдам дека ваквите постапки за мене, кај мене немаат никаков ефект, дури повеќе ме охрабруваат да се борам за сопствените ставови мои и ставовите на мојот тим и луѓето кои што веруваат во мене. На крајот на краиштата ќе има овој случај епилог, како и сите други кои што беа претходно, и на крајот ќе заврши дефинитивно со ослободителна пресуда, доколку има право и правна држава. Во спротивно ќе видиме, но ќе оставам на институциите на системот да решаваат, бидејќи таму има и луѓе професионалци. Но зошто во овој момент, ете, јавноста нека суди. Многу слично на тоа што се случуваше на локалните избори, кога беа инволвирани и полициски органи, и тела, и поединци, и обвинители и така натаму. Не е прв пат за мене, ова е дополнителен мотив да продолжам на мојот пат. На избирачкото ливче вашето име е под број 7. Кои се клучните пораки до избирачите што ќе ги упатите за да го заокружат вашиот број? Па, сметам дека Македонија заслужува да има човек кој што има став, принцип, интегритет и карактер. Дополнително, Македонија заслужува да има вистински татко на нацијата, кој што не секогаш ќе прави компромиси на штета на сопствениот народ и сопствената држава и да ја представува државата соодветно така како што е првично мудро, осмислено, од страна на еден сериозен совет кој што би го нарекле совет на старци, во консултација со нив, во една апсолутна кохабитација со останатите субјекти кои што се на власт во тој момент, секогаш почитувајќи и опозицијата и дополнително секогаш носејќи ги одлуките кои што си исклучиво од интерес национален и државен на Македонија, македонскиот народ и сите граѓани кои што живеат во оваа држава, а не во интерес на политичките договори и сплетки кои што во континуитет за жал се користат како метод за изнаоѓање на соодветни решенија. Недозволиво е председателот на државата по едно исто прашање да има еден одговор прв пат, кој што ви вели отфрли го францускиот предлог, не го прифаќа, а 7 дена потоа да излезе и да каже јас бев креатор на францускиот предлог или јас директно учествував во негово изготвување. Тоа е недозволиво. Тоа вашиот карактер како председател на држава суштински го отсликува и карактерот на државата и на народот кој што живее во тоа. Сметам дека ние македонците сме првенствено горди луѓе, независни, никогаш не сме зависеле во историјата од никого, затоа и сме создале собствена држава, едноставно сме како пир, никнува и после 100 години, мудри сме, вредни сме, имаме и треба да ја поддржиме оваа држава која што е создадоа нашите предци. Токму таков профил на председател ќе има Македонија доколку мене ме избере за следен татко на нацијата. Во овој контекст го начнавте францускиот предлог. Кој е вашиот став во однос на уставните измени? Во контекст на вклучување на бугарите во уставот, кој е услов за Македонија да продолжи со преговорите со Европската унија? Па јас решение на ова прашање дадов, мислам, уште некаде до сега ние како политички субјект, тоест во тој момент како Сдружение на граѓани, понудивме 3 решенија, веќе го апострофирам сега само последното решение кое што сметам дека го дадов некаде јуни, еден ден пред фамозната лидерска средба, каде што потоа како плагијат нашето решение беше представено од лидерот на опозицијата. Македонија треба да ги прифати сите во својот устав на база на реципроцитет, но дополнително истите уставни измени да се спроведат во целост од моментот кога Македонија ќе биде полноправна членка на Европската унија. Зошто? За да се само заштитиме себе си од дополнителни барања кои што можат да дојдат од Софија кон нас и да бидат упатени во текот на преговорите, бидејќи сепак треба да исполниме и голем број на чаптери кои што Европска унија ќе ги бара. Во моментов сите овие кои што велат
дека Македонија ќе стане земја членка 20-30 година полноправна членка на Европската Унија, тоа е чиста манипулација со граѓаните. Со ова ниво на корупција, криминал, со ова ниво на политизација на институции на системот, без владење на право и сите аномалии кои што ги има Македонија и нашето општество, нема да бидеме членка уште долг временски период. Ние мора првично да си ги засукаме ракавите, да си ги решиме проблемите однатре, да ја трансформираме Македонија во самоодржлива држава, да ги искористиме сите наши национални ресурси и капацитети и во делот на земјоделите, и во делот на природните богатства кои што ги имаме, наместо да ни се осипуваат и плячкосуваат од страна на разноразни концесионери. Од сето тоа и народот и државата имаат дополнителен бенефит, да направиме фискализација на државата подеднакво во сите нејзини делови, бидејќи во моментов имате фискализација само во одредени делови, додека во други делови немате во целост, да ги приберете парите, да ја направите Македонија финансиска стабилна, да ги поништите сите штетни финансиски договори, особено за стратешки инвестиции со сите тие концесионери, како што е случајот со Коридорот 8 и многу други вакви проекти, и да се фатиме за работа да ја направиме самоодржлива. Дури тогаш во Европската Унија ние ќе бидеме посакувани сериозно да станеме час поскоро земја членка на Европската Унија. Дополнително ваквите политички решенија мислам дека само се одредени моменти кои што се обидуваат поединци да решат проблеми, како што е во случајот Бугарија, на долгорочен план билатерални проблеми, а ние всушност ќе стоиме во место во делот на нашите евроинтеграции, бидејќи никој во Европска Унија не сака фактор за дестабилизација. Сите сакаат фактор за стабилизација. Во моментов Македонија не е таква држава која што дополнително ќе ја стабилизира Европската Унија. Да, точно е дека сме премала држава, но факт е дека генерираме голем број на проблеми и тука внатре, а и околу нас, и тоа мора час поскоро да се реши. Како? Единствено со наш ангажман од внатре. Нема да дојде никој од надвор и да ни ги решава нашите проблеми. Последно прашање, што очекувате од првиот круг од претседателските? Во првиот круг, првично очекувам од претседателските избори да бидат фер и демократски. Дали тоа ќе се случи со оглед дека имаме фамозен закон кој што дава огромна предност во представување во медиумите на сите останати кандидати и кандидати за председател, а и кандидатски листи за пратеници. Законот е така направен, сите средства кои што ги финансира државата завршуваат кај големите партии, ние малите сме хендикепирани. Каква кампања ќе имаме, јас ќе водам позитивна кампања, а каква ќе водат останатите кандидати ќе видиме. Посакувам првично да имаме среќни и демократски избори. Верувам дека јас како кандидат ќе бидам евидентиран од страна на граѓаните и ќе бидам подржан да влезам во вториот круг и да извојувам најголемата победа во историјата на оваа држава како председател. Јас ви посакувам успех во тоа. Што доколку не се случи да влезете во вториот круг? Дали би ги насочиле вашите поддржувачи членството да поддржат друг кандидат? Јас сум демократ по убедување, секако ќе ја почитувам волјата на нашите граѓани како и да одлучат. Инаку ниту како човек, ниту како политичар немам право да тргувам со гласови и нормално е дека нема да влезам во никаков процес на насочување на сите мои поддржувачи во делот на давање на поддршка на другите кандидати. Тоа е нивно уставно право и нивна одлука. Но јас се верувам дека ќе влезам во вториот круг и овој пат граѓаните заедно со мене ќе извојуваат една голема победа за сите. Господине Димитриевски, ви благодарам за ова интервју и ви посакувам успех на изборите. Ви благодарам и вас. Ова беше Максим Димитриевски, кандидат за председател на државата на движењето Знам за наша Македонија.